Денешната посета на амбасадорот на Народна република Кина во Македонија Џанг Зуо на општина Виница протече во повеќе од едночасовен разговор со градоначалникот Миле Петков, при што двајцата соговорници разменија конкретни идеи и потреби за корисна соработка во повеќе сегменти од интерес на двете страни. За кинескиот амбасадор, директната соработка со единици на локалната самоуправа е од исклучително значење, бидејќи овозможува непосредна и конкретна ефективност. Во изјава за телевизија Кочани, Џанг Зуо истакна: Нашите соработки на локално ниво како Народна република Кина се многу битни и би сакал да ја подигнам таа соработка на многу повисоко ниво. Значи да соработуваме многу поинтензивно меѓу локалните самоуправи. Градоначалникот Миле Петков рече дека има многу оптимистички димензии кои произлегуваат од разговорите со кинескиот амбасадор и додаде: Ми представува голема чест и задоволство што бев домаќин на амбасадорот на Народна република Кина во Македонија. Кина е пријателска земја на Македонија и општина Виница е првата општина во Република Македонија која што се приклучи на урбаната алијанса Патот на силата за цел промоција на економската и трговската соработка. Исто така и продолжување на културните и образовните соработки со Народна република Кина. Затоа разговаравме со амбасадорот и ги презентиравме проекциите и можностите со кои што располагаме како општина и реализацијата на капиталните проекти од областта на инфраструктурата, културата и заштита на животната средина. Секако разговаравме за проектите кои што ги планираме за реализација во иднина и продлабочување на соработката помеѓу општина Виница и Народна република Кина. Двајцата соговорници најавија нови средби на кои ќе се разговара и за поконкретни проекти, посебно во инфраструктурата, но и истражување на можности за капитални проекти како што искористувањето и ефектуирањето на геотермалната вода и други природни ресурси.